Здраво, добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Црвило. Останете на програмата на Канал Ви за да знаете што се ново ви подготвивме. Јапонско исцртување на вегите. Ако барем еднаш сте претерале со кубење на вегите, тогаш сигурно знаете колку е тешко да ја вратите несреќно креираната форма на вегите во посакуваната состојба. Во продолжение, како изгледа јапонското исцртување на вегите? Јапонско исцртување на веги. Во многу ситуации едноставно нема назад, бидејќи влакненцата на одредени делови на вегите престануваат да растат. Изминативе децении беа дизајнирани различни техники за решавање на ова деликатно прашање. Од тетовирање до исцртување со трајна шминка. За жал, ниту една од овие техники не ги исполни саканите резултати се додека на сцената не се појави јапонското исцртување на вегите. Како некогаш изгледаа вашите веги? Можете ли воопшто да се сетите како изгледаа вашите природни веги? Фактот дека немате одговор на оваа прашање не би бил воопшто страшен ако вегите не се сметаа за едно од најмоќните оружја за невербална комуникација. Тие во целост можат да го променат вашиот изглед, да направат очите да изгледаат поголеми, а можат визуелно да го издолжат вашето лице дури и без диета. Понекогаш тенките веги беа синоним за убавина, така што прекоумерното кубење на вегите беше речиси задолжително. Денес, кога се стреми кон подебели и прецизно негувани природни веги, повеќето од вас го плаќаат цехот на нестручно ракување со пинцетата во младоста. Се што треба да знаете за оваа техника. Убави веги е нешто што секој од нас посакува, а се повеќе популарната техника на исцртување на вегите спаѓа во категоријата на полутрајна шминка. За разлика од тетовирањето, каде што вегите целосно се пополнуваат со боја, јапонскиот метод подразбира исцртување на влакненца едно по едно, така што разликата помеѓу нацртаните и природните тешко е да се забележи. Третманот е речиси безболен, бидејќи бојата се нанесува во површинскиот слој на кожата и иако честопати ќе слушнете дека пигментот е отпорен на надворешни фактори од 3 до 5 години, практиката покажува нешто сосема друго. Различните третмани на лицето, без разлика дали ќе бидете подложени на хемиски пилинг или некој вид ласерски третман на лицето. Сето ова помага да се регенерираат клетките и автоматски се скратува векот на исцртаните веги. Јапонското исцртување на вегите гарантира дека во наредните 2 или 3 години ќе имате совршено пополнети и секогаш исти веги. Меѓутоа, поради промените во трендовите и личните афинитети може да биде проблем. Тоа е уште покомплицирано ако не сте задоволни со новиот изглед уште на самиот почеток. Постапката на бришење е тешка и болна, па ако не сте сигурни во чии раце ќе паднете, би било попаметно да се држите до испробаните и проверени методи и производи. Пинцетите, моливите за веги и гелот за веги со кој ги поправате вашите веги дефинитивно нема да се пензионираат долго време. Што се случува со вашето тело кога јадете овесна каша секое утро? Општо е прифатено дека овесната каша наутро е гаранција за здравје и енергија за целиот ден и дека е тешко да се најде подобра алтернатива за појадок. Британците се солидарни со нас, чиј утрински оброк ретко поминува без здрави житни култури. Но французите, италијанците и многу други нации го започнуваат утрото без каша во нивното мени.
се случува со вашето тело кога јадете овесна каша секое утро? Прво, треба да го разоткриеме добро познатиот мит дека секоја овесна каша е добра за вас. Далеку од тоа. Само житарки од цели зрна или груби снеголки варени во вода или млеко може да се сметаат за правилни. Сите неспоредни опции на овесна каша обично содржат многу шеќер, адетиви и засладувачи на вкус што се штетни за организмот. Второ, не е можно да се губи телесната тежина со која било каша. Многу луѓе се сигурни дека со вклучување на овесна каша во нивната исхрана, процесот на слабење ќе започне сам. Изјавата е практично точна, но тука не е наведено дека житарките мора да се грубо мелени, варени во вода, а не во млеко, а шеќерот и неговите замени исто така треба да бидат исклучени. Нутриционистите исто така препорачуваат каша главно во денови кога имате план за вежбање. Сложените јагле-хидрати ќе се апсорбираат побрзо во присуство на физичка активност. Трето, многумина ќе се изненадат, но и покрај популарното верување чистата овесна каша е далеку од најдобрата опција за здрав појадок, бидејќи содржи премалку протеини, кои се од витално значење за организмот по будењето. Затоа е подобро да јадете каша или за ручек или за да ја комбинирате со јадења со протеини, омлет, пецива, со сирење или парче сирење. Овесната каша има и корисни својства за кои лекарите и нутриционистите сакаат да зборуваат. Навистина, ова жито првенствено се препорачува да биде вклучено во исхраната кај акутни заболувања, бидејќи го олеснува варењето и ослободува токсини од телото. Исто така, поради високата содржина на растителни влакна, овесната каша помага не само за нормализирање на работата на цревата, туку и за намалување на нивото на шеќер и холестерол во крвта. Ги содржи најважните компоненти за здравјето: магнезиум, калиум, калциум, фосфор, железо, цинк и цела мешавина на хранливи материи кои се одговорни за формирање и развој на коските и мускулното ткиво. Затоа лекарите им ја препорачуваат оваа житарка на децата. Со цел појадокот да биде не само здрав, туку и вкусен, важно е да се избере вистинската овесна каша. Во продавниците, како по правило, постојат 3 главни типа на овесна каша. Првиот од цели зрна, на кои им треба долго време да се готват. Ова опција многу лекари ја сметаат за најкорисна за организмот поради високата концентрација на витамини, минерали и растителни влакна. Заради неговата цврстина, подготовката на такво жито ќе трае околу 30 на минути. Луксус за кој малку луѓе денес имаат доволно време. Тренди пирсови на папок за секси стомачиња. Со летото доаѓа и покажување на повеќе кожа, а особено се истакнуваат стомачињата кои ги криеме покриени за време на постудените денови од годината. Со кратки маички, широки тенки блузи или пак во бикини на плажа, овие стомачиња го привлекуваат вниманието на сите. Тренди пирсови на папок за секси стомачиња. Не ви предлагаме веднаш да одите да се испирсате ако порано не сте го направиле тоа, но ако веќе имате пирс на папок. Еве кои се модните трендови според кои можете да се водите ако ви е во план ова лето да го покажувате вашето меше. Пирсинг на папок. Ова е релативно нов тренд во популарната култура. Премногу девојчиња прободеа во стомакот и носат сладки украси од различни видови и форми. Пирсинг на папокот. Што е тоа? Пирсинг на папок, ова е една од сортите на пирсинг на телото. Пирсингот на папокот е извонреден што овој пирсинг не треба да биде видлив за секого, односно, таа одлучи да го отвори сопствениот стомак или не. Ова создава одредена удобност при носење пирсинг, бидејќи пирсингот на лицето не може да се скрие. Пирсингот на папокот е секогаш на горниот дел од страната на папокот, што не е специфично во самиот папок и над него. Се разбира, постојат исклучоци и пирсинг може да се направи и директно до папокот. Сепак, тоа може да се направи само ако се издвојува копчето на стомакот и се нарекува папочна кила.
Светкава шминка хит на Инстаграм. Сакате да изгледате свежо и одморено, а во исто време свесни сте дека ви недостасува сон. Испробајте некои од триковите со светкава шминка, советуваат професионалците. Светкава шминка хит на Инстаграм. Светкава или светла, сјајна сенка ќе направи очите да ви изгледаат поголеми и поотворени, доколку ја нанесете на внатрешната страна на капакот од окото. Уште подобар ефект ќе постигнете доколку и на надворешниот дел од капакот нанесете сенка со иста нијанса како светкавата. На крај, нанесете тенка линија која ќе ја прати формата на окото светло сјајна сенка под долните трепки. Така вашите очи ќе добијат поубав сјај. Но тогаш немојте да нанесувате маскара на долните трепки. Пегите му даваат шарм, индивидуалност и уникатност на лицето и верувале или не се посакувана карактеристика во модната индустрија. Сакајќи да го избегнат вештачкиот ефект кој го има безпрекорната кожа, многу модни куки и стилисти ангажираат модели со пеги, а во некој случај мејкап артистите намерно цртаат пеги по лицата на долгоногите убавици. Што се сончеви пеги и зошто се појавуваат? Сончевите пеги, медицински познати како ефелиди, представуваат кружни или овални хиперпигментирани формации на кожата со големина од 2 до 4 мм. Поголема е веројатноста да се јават кај луѓето со светол тен. Создавањето на сончевите пеги е предизвикано од УВ зраците. Всушност, големената осетливост на ултравиолетовите зраци и појавата на сончеви пеги се генетски предодредени. УВ зраците го забрзуваат процесот на создавање меланин. Според тоа, не се менува бројот на меланоцитите, туку нивната исполнетост со меланин. Каде најчесто се појавуваат пегите? Сончевите пеги се јавуваат на делови од телото кои се експонирани на сончева светлина и тоа: лицето, вратот, деколтето, подлактиците, горниот дел од грбот, рамената, задниот дел на шаките. Дали сончевите пеги малигнизираат? За среќа, сончевите пеги никогаш не малигнизираат, но кај луѓето кои се поосетливи на сончева светлина, ризикот за развој на рак на кожата е поголем. Затоа кај оваа популација особено се советува да ги практикуваат советите за заштита од УВ зрачењето. Како да спречите појава на сончеви пеги? Пегите се јавуваат во детството и најчесто се генетски детерминирани. Бидејќи се јавуваат во рана возраст, се советува да се започне со превенција од УВ зраците што е можно поскоро. Потребно е да ги практикувате следните совети. При излегување,
Постојано употребувајте крем со заштитен фактор 50. Користете капи со широка стреја. Носете облека која ќе обезбеди поголема покриеност на телото. Избегнувајте престој на сонце во периодот од 10 до 16 часот, особено во лето. Кои се медицинските третмани за третирање на сончеви пеги? За жал, пегите перзистираат низ целиот живот. Но постојат тераписки методи кои можат да ја намалат видливоста на пегите. И тоа: третиноинот или тазаротенот, се ретиноиди кои доколку се употребуваат во период од неколку месеци, може значително да ја намалат видливоста на пегите. Криотерапија со течен азот. Пегите може да се третираат со течен азот со цел намалување на нивната видливост. Ова терапија уште е позната како траума со студ, а успешноста се должи на фактот што меланоцитите се чувствителни на студ и со тоа се подложни на деструкција. Лазерска терапија. Со помош на лазерската терапија може да се направи селективна деструкција кај меланоцитите, со што би се намалила видливоста на пегите. Оваа процедура најчесто дава добри резултати и има низок ризик за појава на несакани последици. Хемиски пилинг. Третманите со хемиски пилинг помагаат во обелување на пегите и ги подобруваат и регуларностите во пигментацијата на кожата. Напомена, доколку сакате да примените некој од овие третмани, консултирајте се со дерматолог. Драги мои, се надевам дека со нашите подготвени прилози успеавме да го задржиме вниманието и бевте со нас. Но бидете со нас и во наредното издание, наредниот петок во исто време. Чао!